кандидатот Ристо Пенов. Тука многу работи беа кажани за Ристо Пенов. Во главно, неговото CV се базира на тоа дека го има водено Скопје, значи во два различни мандати, од периодот 96 до 2005, кој што е многу клучен период. И јас тука уште веднаш ќе кажам дека Ристо Пенов е лош градоначалник. Значи, сите градоначалници од 91 до ден денес на Скопје, а и на останатите градови се лоши градоначалници. Значи, добри градоначалници имате до 91. Значи, од Вера Ацева до 91. Тоа ви се добрите градоначалници на Скопје, кои што го имат изградено, кои што го имат воздигнато Скопје, посебно после земјотресот, фактички од пепелта. Од 91 до сега, Скопје, како и сите останати градови, се уништува. И еве, една од главните карактеристики на владењето, значи на Ристо Пенов со градот Скопје, што е, например, приватизациите. Значи, во негово време се приватизирани градски аптеки, Скопски пазар, топлификација. Значи, граѓаните убаво знаат, посебно сега овој период, кога ни стигаат астрономски сметки за парно, колку имаме ќар од приватизирањето на топлификација, и ГТЦ заедно со седоќаните. Значи, со него, со Ристо Пенов почнува уништувањето на Скопскиот плоштад. Значи, од еден модерен, прекрасен плоштад е извадена коцката и е заменето со еден ефтин мермер од Босна, значи само да се направи профит и со мермерот, и потоа и коцката е продадена. Една неуспешна реконструкција на камени мост, каде што му испукаат тие новите плочки, и меѓу другото му се сруши стражарската кула во 2002, која што до ден денес не е возобновена. Значи, политичката структура која го предлага, тоа е ЛДП, ја карактеризира една, ја морам да кажам, безидејност и анемичност во собранието. Значи, тие тука во овие 2 години, ако што сум пратеник, не сум видел едно законско решение да избуткале сами. Значи, да имаме едно типично законско решение од ЛДП, кој што после тие ќе го изрекламираат, еве дека го избуткале. Значи, ја кога што сеќам, нивен предлог беше нивна идеја беше за субвенциониран студентски оброк, кој што и тоа им го презема министерката, значи, во тоа време за образование царовска. Поранешно, значи, министер за локална самоуправа Милевски, воедно се уште лидер на ЛДП, значи никош не употреби моќта која што имаше, бидејќи тогашното мнозинство имаше 62 пратеника, значи он можеше комотно со неговите 2 пратеници да биде у ситуација да бутка, значи, нивни типични решенија, и беше, морам да кажам, експресно дисциплиниран, затоа што јавно излезе против францускиот договор и притиснат од лични причини да си даде оставка, и наскоро очекувано ќе биде отстранет и од лидерското место. Пошто е запаметен по тоа што им праќаше некои смешни инспекции по општините тамо на нашите советници, затоа што потпишале изјави без Северна. Значи, во што се состои суштина на политиката на ЛДП? Во една додворувачка политика од странците. Значи, тргнувајќи од примерот со инспекциите за кој што ги пушташе Милевски до општините за изјавите без Северна, што е моментално ЛДП актуелно во јавноста, значи со нивната смешна иницијатива за промена на топонимијата на украинската, значи, топонимија. Значи, пазите, тоа за нив било врвен македонски интерес во ситуација кога таа иста партија со прифаќањето на Преспанскиот договор де факто се откажа од топонимијата во Егејска Македонија, од македонската словенска топонимија во Егејска Македонија. И онда ќе излегува, македонскиот интерес не е врвен македонски интерес, ама зачувување на украинскиот идентитет е врвен македонски интерес. Баш кај што лингвистите им кажа колкава глупост е нивниот предлог, затоа што постои документ кој што се вика правопис на македонскиот јазик, каде што сите правила на транскрипција се таму за сите јазици, меѓу кои и за украинскиот. Сега во еден поширок контекст, партијата од која што доаѓа, значи, кадрот Ристо Пенов, се представници на либерализмот како идеологија. Значи, таа идеологија, либерализмот, моментално гледаме пред наши очи, како умира, значи таа идеологија во изумирање, либерално-демократскиот поредок е во распаѓање, либералниот ред, кој што до сега практично владееше за светот, сега фактички станува еден неред, еден голем неред,
и добро е што изумира. Значи, слабата популарност на политиките и идеологијата на ЛДП, не сите овие децении на плурализам, едноставно кажува дека либерализмот како идеологија никогаш нема фатено корен кај македонскиот народ, значи не е автохтона идеологија, тоа е само на еден повисок слој од македонското граѓанство кој што имаат како либерални ставови, за разлика од социјализмот, кој што е дел од битисувањето на македонскиот народ, значи и од неговото национално и од неговото економско битисување. Благодарам.